Здраво, другарчиња! Моето име е Ивана и ова е нашиот простор за вежбање и опуштање. Сакам да ве прашам нешто. Дали мислите дека има лоши деца? Сигурно сите знаеме некое дете што направило нешто лошо, земало нешто од другарчето или удрило можеби некој. Јас не мислам дека се тоа лоши деца, мислам дека сите деца имаат добрина во срцето. И сите ја носиме таа наша добрина и љубов. Но некогаш сме под стрес, некогаш имаме бес и не знаеме како да се справиме со тие сите ситуации. И наместо некогаш убаво да се смириме, знаеме да избувнеме и да направиме некоја белја можеби. Секогаш е важно да научиме да се извиниме. Но за да не се повтори тоа, треба да научиме да имаме наша дисциплина. Да бидеме дисциплинирани не е страшен збор, не значи тоа само казна. Да бидеме дисциплинирани значи да бидеме одговорни со сите наши действија, со сите наши дела во секој ден. Еден начин како наоѓаме дисциплина е тоа што наутро се будиме, си ги миеме рачињата, го миеме лиценцето, ги миеме забите обавезно. И така спремни, можеме да ги прифатиме сите одговорности на денот. Така сме будни, јаки и ништо не може да ни изненади. Мојата рутина секое утро е да вежбам. Затоа сме тука, да вежбаме малку, другарчиња. Сакам да ве поканам и вас денес да си повежбаме. Прво ќе ги расшириме убаво рацете и нозете и ќе ја вежбаме нашата координација. Со десната рака ќе посегнеме по левото стапало, па ќе се кренеме. Па обратно, со левата рака кон десното стапало. Неколку пати така да пробаме. Така телото се буди. И ние учиме дека можеме со умот дисциплина да најдеме. И тука сега ќе застанеме повторно, само на ноđиње и на рачиње да најдеме таа наша координација. И сега, со едното раче ќе го фатиме зглобот од другото ноđе. Со левото раче ќе го фатиме зглобот од десното ноđе. Сега можеби ќе пробаме со десното ноđе да отидеме напред до левото стапало. И обратно ќе пробаме. Дури и мозочето да ни се збуни, верувајте, другарчиња, дека мозочето учи. Да го повториме тоа со едната рака кон стапалото, па со другата рака кон стапалото, па со едното стапало кон дланката, па со другото стапало кон дланката. И ќе се спуштиме долу на коленца. Како учат животните да одат, другарчиња? Десната рака и левата нога одат напред, па другите одат напред, па да се вратиме наназад. Со левата нога и десната рака и обратно. Наназад се движиме. Ќе пробуваме неколку пати да одиме напред и назад. Дури мозочето да ни се збуни, знајте дека мозочето учи. Одиме со спротивните страни и учиме да се координираме. И кога ќе се најдеме цврсти на средина, ќе кренеме коленцата и нишнеме тука. Најди сила, најди решителност, најди дисциплина да држиш цврсто рачиња тука. И ќе најдеш една среќа покрај тој умор. И ќе ги спуштиме коленцата. Сега сакам да најдем една многу важна вежба. Сите можеби ја знаете, се вика свеќа. За неа прво ќе ме видите мене, па ќе пробате вие. Во свеќа никако не гледаме лево и десно. Вдиши, издиши. Прво ќе се наместиме на грбчето. Цврсти јаки. И сега ќе ги нишнеме ноđињата позади главата, а со рачињата ќе ја фатиме кичмата. Кога ќе ги кренеме ноđињата напред, ќе се испружат горе, горе, горе и ние ќе стоиме цврсти како свеќа. Тука дишеме и пробуваме, и ако паднеме, и тоа е во ред, другарчиња. Во оваа свеќа го ставаме срцето над умот.
нашето срце, да му каже на умот што ќе не направи срекни. И знае умот дека тоа е нашата дисциплина, посветеност и здрави навики. И полека, другарчиња, ќе ги нишнеме ноđињата позади, да паднат, може би на земја, може би со свиткани коленца, може би едва ќе се потпреме на нешто. И сакам тука, другарчиња, да најдеме една сила. Ќе се нишнеме напред. Ноđињата ќе скокнеме горе. Да го пробаме тоа неколку пати. Со грбчето ќе се нишнеме позади, па напред. Пробајте со мене, другарчиња. Мислам дека ќе ни биде забавно. Дисциплината не мора да биде некоја тешкотија. Тоа само значи дека сме присутни. И последен пат се спуштиме долу, нишнеме позади, да се нишнеме напред и горе. Другарчиња, секое утро можеме да ги повториме овие вежби. Секоја вечер можеме да си направиме еден список во главата. Кои сите обврски ни треба да ги завршиме утредента. И наместо да се плашиме и да се страшиме, па да се собираме, можеме да се опуштиме и лесно да заспиеме. Затоа што имаме дисциплина, имаме здрави навики, имаме решителност во овој свет, се да постигнеме и на никој да не повредиме. Другарчиња, сакате ли да ги повториме нашите вежби? Сакате ли да станеме уште појаки во нашата дисциплина? Можеме кога било во денот да ги правиме. Значи, со широки нозе и широки раце, ќе го фатиме едното стапало со другата дланка и со спротивната ќе се наведнеме. Неколку пати така. И веќе целото наше тело се вклучило јако и цврсто. Ќе отидеме со рачиња и ноđиња на земја и ќе најдеме една координација. Исто така, раката спротивна да го фати склопчето на другото стапало. И неколку пати со стапалото да одиме напред, па со другото. Кога ќе се спуштиме на земја, ќе одиме како животните што одат, со спротивните ноđиња и рачиња, напред и назад. Пробај да користиш твојата координација, целиот твој ум и знаење. За кога ќе се најдеме на средина, да ги кренеме коленцата, малку да цупнеме, да собереме сила во рачињата. Потоа ќе легнеме, за да се најдеме таа наша свеќа. И таа наша свеќа да свети радост во светот. Ќе се нишнеме со рачињата, ќе се потпреме, да ги качиме горе нозете, да вдишеме, да издишеме. Вдиши. Издиши, и сега вдиши, издиши ги позади тебе, ноđињата нека паднат. Кога ќе сме спремни, со свиткани коленца, 3 пати ќе скокнеме горе. Ќе скокнеме, ќе се нишнеме, и ќе скокнеме, и ќе најдеме радост во нашето срце. Кога ќе се најдеме веќе вака цврсти, јаки, извежбани, силни, дисциплинирани, ќе ги ставиме дланките на срце и ќе вдишеме и ќе издишеме. И може би многу сме работеле. Но нашиот ум полека ќе ги смири сите мисли и ќе најде добрина за секој. Затоа што има одговорност и дисциплина. И знаеме како да се смириме, наместо да се лутиме. Драги другарчиња, моето срце верува дека вие сте сите многу добри дечиња, многу добри другарчиња. И ако видиме некоја неправда, можеме да ја пријавиме. Ако сме направиле некоја неправда, можеме да се извиниме.
Се е во ред кога ќе си најдеме наши дисциплини, наша радост во сите наши здрави навики. Може би вие ќе ми кажете кои се вашите здрави навики. До тогаш, јас ве поздравувам и ве сакам сите.